Владата го обвини председателот Ѓорги Иванов дека одбива да биде дел од алатката за транспарентност и отчетност. Иако на 29 мај од него побарале да ги информира граѓаните за неговите трошоци, сепак владата вели дека од Вила Водно се уште нема одговор на писмото. Владата од Иванов бара тој да го следи примерот на Заев и министрите во неговиот кабинет и јавно на увид пред сите граѓани да ги презентира трошоците кои ги направил председателот додека извршува функцијата. Иако сите овие информации, вклучително информациите за користење на оваа алатка за лесно пребарување низ трошењата на избраните функционери беа наведени во писмото до Канцеларијата на председателот на Република Македонија, заедно со понудата за асистенција за користење на алатката. Ниту од Канцеларијата, ниту од председателот Иванов досега нема одговор дали ја прифаќа или не можноста на отворен и транспарентен начин да им покаже на граѓаните како Канцеларијата на председателот на Република Македонија ги троши нивните пари. На обвинувањето до извршната власт од председателскиот кабинет одговорија дека стојат на располагање за било какви информации поврзани со финансиското работење и трошењето на народните пари за службени потреби. Од Вила Водно сметаат дека Иванов нема законски обврски да прифаќа други алатки за транспарентност, бидејќи постојат механизми за проверка на финансиското работење на државните институции. Кабинетот на председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, изминатите 9 години максимално одговорно, совесно и на транспарентен начин располага со буџетските средства. Во таа насока, потенцираме дека сите јавни набавки од страна на кабинетот на председателот се извршени на максимално транспарентен начин и согласно сите законски регулативи и истите се јавно достапни. Ова го потврдуваат и ревизорските извештаи за работењето на кабинетот на председателот, спроведени од страна на Државниот завод за ревизија. Алатката за тоа како државните функционери ги трошеле и ги трошат народните пари владата ја презентираше кон крајот на март годинава. Според објавените податоци од јуни до декември 2014, кога Никола Груевски ја извршувал премиерската функција, потрошил повеќе од 5 милиони денари. Најмногу пари во тој период Груевски потрошил за угостителски услуги во рамки на институциите 1,6 милиони денари, потоа за авионски карти нешто повеќе од 1 милион денари, хотелско сместување безмалку половина милион денари и 430.000 денари за подароци. Во ист период од 6 месеци минатата година премиерот Зоран Заев потрошил безмалку 3 милиони денари најмногу за угостителски услуги во институциите, 1,1 милион денари, угостителски услуги во странство, 240.000 денари, безмалку 3.000 евра за подароци, вип салони на аеродроми, 230.000 денари. Бројките во алатката која беше презентирана пред неколку месеци покажа дека владата на Никола Груевски во 2014 година потрошила околу 45 милиони денари народни пари, главно за авионски карти и угостителски услуги. Оваа алатка новата влада искористи да се пофали дека потрошила двојно помалку, а вети дека и понатаму домакински ќе се грижи за народните пари.